Стадион. Емисија за вашата вистина. Нашата цел е да концептот 28 да овозможи да се односно да имаме континуитет на спроведувањето на овие вредности и последните парламентарни избори, значи во мандатниот период 24 до 2028 година, така да датумот е тој. Фокусот е на луѓето. Тоа значи дека не личните интереси ги ставаме целосно по страна, нема да зборуваме за политичари, нема да зборуваме за кои, ќе зборуваме на каков начин треба да им помогнеме на луѓето, на нашите сограѓани. И потоа ќе зборуваме, мислам дека малку ви начнавте темата претходно емисијата за какви, односно каков и какви луѓе ни треба. Зборувам сега во некои што ќе треба да ги спроведуваат тие политики, тие мерки. Така да имаме една апсолутен фокус на луѓето, тоа е многу важно и ако оние што ќе имаат можност да ги поканам сите да го погледнат концепт 28, не е многу голем документ со неколку клучни точки. Клучна порака е ниту еден човек нема да биде изоставен. И ова не е гола политика, значи има концепти, има модели, имаме знаење, имаме искуство кое што тоа може да го спроведеме во практика. Втората многу важна работа е тоа што го кажав, ќе престанеме да дискутираме за тоа кој. Многу долго време оваа држава изгубивме за тоа, поаѓајќи во решавањето на проблемите, поаѓајќи од тоа кој треба да биде премиер, председател, министер, пратеник, градоначалник и така натаму. Прво почнеме од тоа, дискусијата веќе трае, ја отворивме, какви мерки им требаат луѓе. Еве сега имаме кризен период, имаме енергетска криза, имаме пандемија од која што веќе сите сме поприлично заморени. Какви мерки ни требаат и политики? Од тоа почнуваме. Ама тоа нема треба бесконечно, јас кажав. Мораме да ги слушаме луѓето, мораме да ги слушаме компаниите, мораме да ги слушаме работниците. Значи, ова не се празни работи. Значи, политичарите не се тие кои што треба да знаат све, ниту знаат све. И мора да заврши тоа време во кое што оному каде што е концентрирана моќта треба да дава одговори на се, макар били погрешни. Значи, мора да ги отвориме ушите и да бидеме подготвени да слушаме. Паметните луѓе се секаде околу нас и не секогаш паметните луѓе се во политика. Напротив, ќе би рекол многу попаметни луѓе има што не се во политика, колку што се во политика. Така да ќе дојдовме во ситуација да се помалку добри луѓе има во политиката, како да луѓето не сакаат да влегуваат во политика, бе. Затоа што имаме концепт столе кој што повторно кажам поаѓа од тоа кој, а не како и каков профил на човек ни треба. Затоа што имаме политики кои што не се базирани на мерливи резултати. Во концептот 28 може да се погледне на крајот, имаме точно, мислам дека Миле зборуваше за тоа малку го фати сега последниот дел. Значи мораме да имаме отчетност, мора да знаеме кон што се фокусираме и што сакаме да постигнеме на крај. Еве јас ќе кажам само на пример во концепт 28 имаме индикатори на успех. Велиме процент на намалување на бројот на нашите граѓани кои што ќе живеат под прагот на сиромаштија. Процент на зголемување на број на вработени лица како удел во вкупно население. Процент на раст на плати, ама во односи на процентот на растот на инфлацијата. Имаме процент на раст на јавни вложувања во образование и здравство. Имаме процент на раст на број на лица што претходно заминале во странство, ќе успееме да ги вратиме назад. Имаме процент на раст на природен прирост на население, имаме процент на пораст на квалитет на живење. Че тоа се мерливи резултати на база на кои ќе се мери успехот и на мојот мандат како председател на СДСМ и секако на СДСМ како носител на владачката коалиција до наредниот мандатен период 2024-2028, зашто верувам дека вредностите за кои што ја добивме поддршката од граѓаните 2016 година и обновена поддршка 2020 може да се затврстат сите придобивки да ги видиме само во еден континуитет на спроведување на тие политики. Ве прашам, кој ви е најблизу што работи? Важите за приврзаник на Шекеринска, сега дека сте многу близок со Шилегов и представник на Скопското крило, така ли да ве сметам? Јас сум столе роден во Скопје, растал сум во Скопје и живеам во Скопје и би сакал кога моите деца пораснат да размислуваат да останат тука, значи во Македонија, да не размислуваат да си одат некаде надвор. Така да јас сум представник на СДСМ. Јас сум член на СДСМ од 25 години, кога ќе заврши се тоа, ќе останам член. Дали уште 25 или уште, како се вика тоа народски, колку ќе ме поживее Господ, или барем дека можам да бидам политички активен. Така што јас, значи, мојата база, односно мојата поддршка е трпам од членовите на СДСМ. Меѓутоа не само членовите на СДСМ, овие денови пристапија многу луѓе кои што се наши симпатизери, добар дел и разочарани гласачи. Пошто
и ова е добро. Ајде да отвориме дискусија за ова. Знаеш, зборуваме цело време за тоа кој чив, каков е и зошто е, и повторно дискусијата се врти околу кој. Пак ќе кажам, многу малку посветуваме на време како. Еве, денеска, например, треба да дискутираме за вчера излезе министерот за економија со предлог за замрзнување на дел на цените на прехранените производи. Тоа е начин како треба да им излеземе во пресред на реалните потреби на луѓето. Значи, сега кога ќе излезам надвор да пазарам доручек за децава, комшиките на улица веројатно нема, може да ме прашаат комшија кој ќе биде председател на СДС, меѓутоа мислам дека она што реално ќе ме прашате, што правиме со цената на струјата, ќе се покачува, колку ќе се покачува, како ќе биде, и нормално комшија што правиме со цените. И на тие одговори на прашањата треба на луѓето да им дадеме наш став. Значи тоа кој е потполно ирелевантно. Ако сакаме да станеме, повторно кажам, да станеме на нормална современа држава, впрочем си постојано зборуваме како тоа во Шведска или во Швајцарија луѓето не знаат кој е председател и премиер. Значи, целта е постигната, дискусијата се води околу тоа како треба да им се помогне на луѓето и втората работа е каков профил на политичарот е. Оној момент кога ќе се дефинира профилот на политичарот, односно на тој кој што ќе биде одговорен или тие што ќе бидат одговорни ги спроведуваат политиката, тоа ќе е многу полесно, што ли веруваме, и многу луѓе има. Повторно кажам, не сите луѓе во оваа држава се ангажираат во политиката и не мора да си гледаме во собствените тесно партиски редови постојано тука да трпиме кадар. Може би треба да погледнеме малку пошироко. И јас ќе погледнам пошироко концептот 28 до музика. Деспотовски, веднаш некој сомнеш поради форсирањето на еден од четвориците кандидати од страна на се уште актуелниот премиер и лидер на СДСМ, Ковачевски, дека ова ќе бидат фер партиски избори, затоа што се остав печеток на инсталирање, на октруирање. Нешто што, например, не е иманентно или не треба да биде иманентно, поточно речено за СДСМ, а се случуваше, например, неколку пати кај ВМРО ДПМН до сега. Ви пречи таа близкост и тој форсаж на Ковачевски од страна на Заев. Како ќе се борите против тоа? Ја слушнав таа дискусија, тие коментари во јавноста. Како се борам со многу практичен чекор, поднесов кандидатура. И со практичното поднесување на кандидатурата покажуваме, не само јас и останатите кандидати, мене ми само жал што Миле не се реши да влезе во трката, на вистина ќе беше поквалитетна целиот процес и дискусија. Меѓутоа, со самиот факт дека имаме тројца кандидати, покажуваме дека СДС има демократски капацитет. Дека има луѓе кои што не се плашат да се нападат на предизвиците и дека вака реално придонесуваме кон единството на партијата, бидејќи дискусијата, па и критиката, ја водиме онаму каде што треба. Значи, не ја водиме во кафеана, не ја водиме позади грб или во кулуарите, не ја водиме таму каде што треба. И притоа, пак ќе кажем, значи, очекувам и верувам дека ќе имаме многу квалитетна дискусија. Веќе имаме. Значи, веќе се случува. На крајот, да, очекувам дека ќе имаме целосно демократски процес, бидејќи сепак, повторам уште еднаш, гласат членовите на СДС. Значи, немаме делегатски систем, не гласат само председателот и членовите на раководство, значи гласат, има моментот базат над 70.000 членови, за кои што еве користам прилика да апелирам, оние кои што не успеале да се пререгистрираат, да го направат тоа на Рейтет Бара. Значи, имаме таков, значи, демократска поставка во која што гласат над 70.000 луѓе и на крајот на денот што не, оној кој што ќе победи ќе си подадеме рака или ќе ми подадат или ќе подадам јас седно и понатаму продолжуваме да функционираме заедно. Тоа е практичен придонес во единството и тоа е практичен придонес во разбивање на приказните дека некој некого некако сака да обтруира и дека СДСМ наликува на некои други политички партии во државата кои што реално го практикуваат. Со СДСМ на чело, Македонија со 7 пати помалку инвестиции од Србија и 10% помалку од Косово. Државата е последна во регионот за прилив на СДИ, странски директни инвестиции, со 244 милиони евра прилив за првата половина од 2021 година. Ова е дел од едно соопштение, реакција на опозицијата и прашањето следствено логично како велите дека ќе го направите СДСМ успешен, уште поуспешен да победи 2024, а кај странските инвестиции не сте баш успешен? Еве вака ќе кажам две работи. Тоа е прво
тие бројки се извадени од регистарот на Народната банка. Оно што видаме ние како регистар покажува дека имаме само од почетокот на годината, точно со денеска, значи имаме над 200 милиони веќе нови договори. Или подпишани или во финална фаза на одобрување, да кажем, значи веќе затворен. Имаме веќе во преговори уште 500 милиони. Тоа зборам само за дирекцијата која што управува. Значи зборуваме за нов бранд на работни места кои што ќе надминат 5000. Дополнително ќе споменам уште две капитални работи. Значи 500 милиони евра тежи инвестицијата на германската VPD која што ќе вложи во ветерен парк. 500 милиони евра. Дополнително 270 милиони евра е фотоволтаична централа во Штип, француски инвеститор за фарм. Значи само вие три работи што ги, значи две работи плюс ова што сработено во дирекцијата тежи 1 милиарда евра. И сега ги кажам столе како тоа се споредува со периодот до 2016 година. Значи вкупно од 2010 до 2017 нека биде година, значи во времето на претходната владеачка гарнитура, од технолошко-индустријските развојни зони се влезени не повеќе од 1 милиарда евра инвестиции. Значи само за една година веќе имаме толков огромни инвестиции. Тоа е број 1. Број 2. Она што ги засега нашите сограѓани директно, а ме засеги мене, заради тоа што јас сум дел од општеството и сакам да ова општество се развие. Значи наследивме ситуација во која што просечната плата во странските фабрики, во фабриките во технолошко-индустријските развојни зони е подпросечната плата во националната економија. Примерно столе дека нашите фирми, значи кои што функционираат надвор од зоните, плаќаат поголема плата, притоа добиваат помала поддршка држава. Таа состојба се смени се. Че веќе имаме просечна плата на ниво на економијата од 30.000 денари, што е 50% повисоко од тоа што го наследи. 50%. И кога зборуваме денеска за справување со инфлацијата, треба да го имаме предвид и фактот дека луѓето добиваат 10.000 денари по просек нето повеќе отколку што добивале пред 4 години. Тоа е една работа. Втора работа, во зоните оваа година прв пат, а тоа се 15.000 наши сограѓани, односно семејства кои што оставуваат право на достоен живот, за прв пат имаме просечна плата која што е повисоко од просечната плата во националната економија. Инвеститорите што ние ги носиме столе, даваат просечни плати кои што почнуваат од 800 евра нагоре. Да се разбере. И тоа е суштинска разлика со инвеститорите кои што се носени во времето на претходната владеачка гарнитура, кои што давале плати кои што тежеле 9, 10 и 11 илјади денари. Значи има суштинска разлика помеѓу 11 илјади денари и 800 евра. И да, столе тоа е начинот на кој што ќе покажеме како ние на вистина ја сакаме оваа држава и како на вистина сме посветени на луѓето да им овозможиме достоен живот. А не да идеме да сечеме ленти и да се фалиме со згради кои што патен речено не се на државата, него се на некоја странска компанија и со инвестиции во технологија кои што повторно не е наша, него на некоја странска компанија. Мене столе ми за крај. За крај само не знам ова колку ќе ви помогне, ама да ја прочитам. Деспотовски важи за близок на македонската масонерија. Масон, негов близок роднина по линија на сопругата е дел од групата на 20 масони кои ги удираат темелите на масонската ложа во Македонија. Тоа и уште едно прашање, што мислите конкретно, колку се знаете со Ковачевски, со Ременски? Димитар и Хросина, исто како и Милани, се партиски другари. Добро, Миле го знам и поклучно подолго, бидејќи сме работели, имаме доста километража зад нас, така што, кажа, веќе ќе оповторам уште еднаш, че навистина чекам дека ќе имаме дискусија и трка и процес на ниво на СДС. Значи СДС на авангардна партија сме покажували, ќе покажеме и сега, дека можеме да дискутираме отворено и повторно кажам на крајот да поминеме низ убав демократски процес, да си подадеме рака и да продолжиме понатаму. Така што само убави зборови имам за моите тие партиски другари, не сум против кандидата, меѓутоа се на крајот на некои партиски другари. Во однос на коментарите што излева близок до тоа столе ти кажам, значи јас сум близок до моите деца кои што патем речено ме чекаат појадот да им донесам. И јас сум близок до членовите на СДС. Меѓутоа сум близок и до моите соседи, до моите сограѓани, значи близок сум до сите. Че јас сакам да соработувам и отворен сум за соработка со буквално сите. И отворен сум за поддршка од буквално сите кои се честни, кои што стварно сакаат да помогнеме за оваа држава. Не го зборувам на празно. Го зборувам како родител на 3 деца кои што стварно сакам да овозможам до тоа мера до која што сакам, до која што можам, и го овозможам стварно да останат тука да бидат горди со држава наша.
Стадион. Емисија за вашата вистина.